се јавувам од прекрасниот двор на црквата Свети Петар и Павле во Горно Лисиче и навистина еве и ние заеднички ќе им го честитаме меѓународниот ден на сестрите на сестринството. Пред се честитки за вашиот меѓународен ден ќе разговарам со Моника Јовановска, медицинска сестра од ургентниот дел во градската општа болница Општи 8 септември. Што представува во денешно време да е човек медицинска сестра и со кои предизвици се соочувате вие како медицински сестри? Добро утро и вам. Значи, да се биде медицинска сестра, значи да се грижите за пациентите со посветеност и сочувство пред се. Тоа е една сериозна професија, која што е многу со голема одговорност, која е комплексна, мултидисциплинарна, каде што се работи под притисок и со емоционални предизвици, но и едно чувство на исполнетост кога знаеме дека некому помагаме. Тоа кога некому помагате, мислам дека и вас ви покажува и докажува зошто сте медицинска сестра. Во делот на предизвиците, тешкотиите, тоа е број 1 што кажувате дека навистина големиот стрес и пред се кога се работи за човечки живот. Така, да. Меѓутоа затоа е таа исполнетост. Така. Се наоѓаме, како што и најавив, во црквата Свети Петар и Павле, навистина вие денеска сестринството на најхуманиот начин ќе помагате на оние што им е најпотребно. Ја да не зборувам што за точно се работи. Така, да. Значи, по повод денот на медицинската сестра, Сдруженијето на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри за нас, организираше хумана акција заедно со Хуманитарното друштво Свети Спас, каде што медицинските сестри овој пат ќе ја докажат својата хуманост, надвор од болниците се разбира, каде што, како и претходните години, така и ова, ќе бидат на пунктови, каде што ќе делат храна за граѓаните од најранливата категорија. Сето ова ни представува можност за да се сплотиме во хуманото и она кое што ја одликува нашата професија на денот на медицинските сестри. Секоја чест навистина и претходно кога се видовме така и ви кажа, вие сте на првата, како велиме, борбена линија кога ќе се влезе во болница и кога на пациентот му е најпотребно. Продолжете така и убав чин. Еве, јас би сакала да поразговарам, можеби да ги поздравите со една од највозрастните медицински сестри, Виолета. Виолета Костовска сум јас, одговорна сестра на одделението за трансфузија при 8 септември. Во оваа прилика од ова преубаво место сакам да го честитам денот на сите сестри, во исто време на сите здравствени работници и сите здравствени соработници, затоа што сестрите се заедно со сите нив. И сум горда што сум сестра толку време. И рековте, ја паметам реченицата, доколку повторно би се родила, би сакала да бидам медицинска сестра. Доколку повторно се родам, пак ќе бидам медицинска сестра, затоа што, добро рековте, има предизвици, но има и сатисфакција кој ќе го видиш болниот, кој ќе си оди оздравен, тоа е број 1. Години наназад, еве вака кога бевте млада сестра и сега, има ли барем разлика во и предизвиците или проблемите на медицинските сестри во една мала ретроспектива? Знаете како, ние порано кога бевме помлади медицински сестри, сите што доаѓа, учевме од постарите медицински сестри и лекарите и како повеќе да беше ценет трудот на медицинските сестри. Сега малку е различно. Нови времиња, нели? Нови времиња, нови предизвици, да. Честитки уште еднаш, меѓутоа би сакала, мислам дека ни дозволува времето и секогаш кога има хуманитарни акции, кога се готви, еве навистина сакате да помагате и соработувате со многу организации еве за денот на меѓународниот ден на сестрите. Пред се благодарност до македонската телевизија која е верен поддржувач на нашето здружение и ви благодарам за се што не поддржувате и пратите што работиме. Благодарност до отец Оливер кој ни овозможува секоја година заедно со нив да спремиме дел од храната што е подготвена и донирана од Сдруженијето на медицински сестри за нас и претседателката Гордана Бешлиовска, со тоа што сакаме да покажеме и хуманост на дело малку, да излеземе од болниците, да видат дека медицинските сестри знаат да помагаат и надвор од болниците, така да благодарност до отец Оливер и се надевам дека ќе имаме денеска успешен ден и ќе бидат задоволни лицата кои највеќе им треба потреба храна денес.
Ви благодарам, јас навистина нема да ве задржувам многу, ви благодарам што буквално се вклучивте во утринската програма на македонската телевизија. Уште еднаш честитки за меѓународниот. Знам дека тоа секогаш така кажуваме, еден ден не значи можеби ништо во однос на 365 дена како што сте медицински сестри. Продолжете со оваа хумана и навистина за нас многу потребна професија. Благодарам се до вас.